вреди да научиме како со мали чекори да направиме големи промени и правилно да ја зачуваме животната средина со оглед на тоа дека ние и живееме во неа. Многу повеќе на оваа тема и многу повеќе за меѓународниот ден во продолжение слушаме од мојот денешен гостин Филип Стојановски, кој е од Центарот за климатски промени. Да му посакаме добро утро. Добро утро до вас и до гледачите на тело. Напоменав дека со овој разговор ќе го одбележиме денешниот ден, меѓународниот ден за едукација за животната средина. Што поточно подразбираме под терминот едукација за животната средина? Како и секоја друга едукација, нели, која се прави и се подразбира, е некој систем на вредности да воспоставиме, па така и со едукацијата за животна средина сакаме да воспоставиме систем на вредности кај нас луѓето, како да ја заштитиме природата каде што нели ние почнавме да живееме. Системот на вредности се состои, да кажеме, од повеќе компоненти, од информација, едукација, практична работа и, да кажеме, она што е најтешкиот дел, да допринесеме нешто да се промени. Нели ние сите затоа и учиме, одиме нели во училиште, во градинка, се едуцираме што е отпад, што е животна средина, како ја загадуваме нели животна средина, воздухот, водата, почвата, за да во иднина внимаваме како се однесуваме кон природата, бидејќи природата е тоа што нас не обкружува и ние се чувствуваме, да кажеме, поубаво кога имаме повеќе нели зеленило, трева, дрва и така натаму, и ни е попријатен животот нели за живење. Заради тоа е битна едукацијата за да не освестува и не потсетува како ние постојано треба да се однесуваме кон природата, бидејќи тоа е нешто непроценливо што ние треба да го чуваме и понатаму и за идните генерации да остане. Значи едукацијата за животната средина е систем на вредности кој што ние треба да го вградиме, исто како што е нели културата да ги негуваме нашите вредности, така и со едукацијата за животната средина сакаме да постигнеме некои вредности што сакаме да ги зачуваме во нашата држава, едноставно да имаме подобар квалитет на живот и поубаво место за живење. Која е она основна едукација која што треба да има секој од нас и на тој начин да се грижи правилно за животната средина, како што напоменав и во најавата, како со мали чекори да направиме големи промени? Така, значи едукацијата се состои нели да кажеме од повеќе сегменти, меѓутоа она нели највеќе што го изучуваме е да не фрламе отпад, нели како што видовме и најголем дел од кампањата кога се однесува на отпадот, така да ама не е само отпадот како животна средина нели што треба да зачуваме, гледаме дека и воздухот ни е еден од поголемите проблеми, исто така и водите. Значи едно да кажеме севкупно делување треба за да имаме некој посакуван ефект. Бидејќи гледаме дека отпадот и покрај тоа нели што се зборува каде треба да се одложува, како треба да се селектира, па потоа да се рециклира, се уште имаме нели напор како тоа да го постигнеме. Истото се однесува и за заганувањето на водите. Водите гледаме и реките дека постојано се загадени, да не кажуваме сега дали има микробиолошки и такви работи, гледаме и дека имаме ние например физички предмети како пластика, гаучи, така да и тој дел треба да се реагира, исто така и во почвата е толку многу загадена со пестициди, со други хемикали, каде што и тука треба да се едуцираме. Сега нели начинот на едукација е да кажеме посебна културна и социолошки момент, бидејќи нели однесувањата ги имаме со корените ни се всадени од претходно и ние сега ни треба малце повеќе и подолг временски период тоа да го направиме. Сега еден од начините како тоа поефективно и поефикасно да биде со методот на казни со предупредување. Ние методот на предупредување го имаме, меѓутоа методот на казни не е се уште толку популарен и вграден кај нашите служби, да кажеме, или во нашата држава или во општините, па со почести казни можеби нели луѓето малце ги менуваат и самите навики. Она што сакам да го напоменам е дека учениците во градинка и во основно училиште се најдобро едуцирани за животната средина, меѓутоа како идеме погоре нели во степенот на образование и во степенот на само развивање на самата личност како човек, тоа е оставено на индивидуален начин. Односно во средно училиште веќе немаме толку многу едукација за животна средина, а да кажеме на факултетите или веќе кога се вработуваме, тоа е оставено на сопствена свест и совест. Верувам и таа едукација најубаво да се стекне од мали нозе. Така е, секогаш па затоа и нели малите се најактивно учествуваат во сите активности, цртаат, ликовни приредби, да кажеме, имаат и песнички, прават корпи како да селектираат правилно од дома, нели го носат отпадокот во училиште, во градинка, собираат батерии, собираат пластични шишиња, собираат стаклени шишиња, така да тој гледаме дека функционира и она што е за пофала, гледаме дека граѓаните се мотивирани кога почнуваат да селектираат по дома и гледаме дека тие вендинг машините каде што им дава поврат некаков поврат на средство, тој им е као поттик да почнат да селектираат и правилно да постапуваат со отпадот.
Како представник од овој центар, најубаво ќе знаете да ни кажете и колку всушност е важна едукацијата за борбата против климатските промени. Така е, значи борбата за климатските промени не е нешто да кажеме многу поразлично од тоа да имаме чист воздух и чиста средина. Нели климатските промени, како што кажуваат анкетите, луѓето ги препознаваат, знаат дека се закана, меѓутоа она што е највеќе изненадува дека има многу мал личен придонес кон заштита на животната средина. Ако кажеме дека 90% знаат што се климатски промени, само 20% од граѓаните имаат некаков личен придонес кон подобрување на животната средина преку активно учество во некои активности или активно учество во нивните заедници. Она што на нас ни е битно е дека нормално граѓаните од X причини постапуваат како што постапуваат. Да кажеме со загадениот воздух, нели како што вика дека се домаќинствата, да кажеме дека тешката финансиска состојба за некој и неможноста да користат друг начин на грење се обврзани да го користат дрвото. Од друга страна, на пример, гледаме дека имаме се поголем број на автомобили и тоа не е баш некое, да кажеме, сјајно оправдување, бидејќи имаме веќе скоро половина милион автомобили регистрирани што се возат во нашата држава, сме да кажеме 1.800.000 жители и тоа е во континуиран пораст. Она ние што да работиме, гледаме граѓаните да им представиме нови достапни технологии, нови начини за затоплување, за производство на електрична енергија, како правилно да постапуваат со отпадот, се со цел да се олесни самиот процес они како да го започнат и од друга страна работиме и со општините и на нив да им помогнеме како они да воспостават полесен систем за селекција или на некој отпад или како полесно да применат некои обновливи извори на енергија за да имаме почиста и позелена енергија. Напоменавте дека околу 90% од граѓаните знаат всушност што значи терминот климатски промени. Дали тоа беше груба математика или навистина сме свесни што значи тој термин? Вака, значи Министерството за животна средина пред 3 години спроведе една анкета, каде што по втор пат ја спроведе анкетата и има едно од прашањата дали знаат што се климатски промени, кажуваат да, и дали дали знаат какви се, да кажеме, загрозувањата или климатските промени, какви нели што све може да загрози последиците, и граѓаните викаат дека да, свесни се, знаат што треба направат, меѓутоа на другите прашања подолу дали нешто направиле или превземале за климатските промени да ги намалат, за жал само 19% изразиле да кажеме дека нешто направиле. Дали почнеме со селекција на отпад, дали намалење на пестициди, дали променили начин на грење, така натаму, меѓутоа тој процент се уште мал. Значи затоа постои потребата од едукација е постојана. Не значи дека еднаш како не учите дека сте го научиле, бидејќи мора тоа да се повторува. Тоа е репетитивен процес каде што се повеќе го гледаме, се повеќе го применуваме. Еднаш како го научиме, не значи дека и понатаму ќе го применуваме. Тоа и малечките да гледаат примерот повозрасните. Сметам дека со оглед на нашето предвидено време кажавме многу информации кои што се важни, верувам, за нашите гледачи по повод денешниот ден, доколку нема други корисни информации, овде би ви се заблагодарила за одвоеното време. Така, само да ги потикнам и младите нели да се вклучат во нашава борба против климатски промени, не дека еднината е нивна, меѓутоа со нив полесно доаѓаат промените, бидејќи младите полесно ги потикнуваат родителите, а заеднички е тој некој систем каде што ние ќе составиме вредности, односно тоа што кажуваме што е едукацијата, да останеме вредности за понатаму да ни останат вкоренети, да кажеме, кај нас луѓето за да имаме почиста и поздрава животна средина, и би сакал да упатам апел дека и малиот придонес е сепак придонес, бидејќи без тој придонес ќе нема никаков придонес. Така да ви благодарам многу за можноста да разговараме на оваа тема и се надевам дека ќе имаме наредна прилика повторно разговараме. Се разбира дека ќе имаме, ви благодарам уште еднаш. Се надевам дека сите информации беа корисни за нашите гледачи со оглед на тоа дека говоревме за животната средина која што е дел од нашиот живот, треба да се грижиме за неа, така да уште еднаш ќе напоменеме дека сите овие корисни информации беа споменати по повод денешниот ден, меѓународниот ден за едукација за животната средина, и ќе упатиме апел да се грижите за животната средина со тие мали чекори, како што напоменав и на самиот почеток, но најголем апел до помладите со оглед на тоа дека во младите е иднината, додека младите се иднината, на тој начин доколку се грижат за животната средина, ќе имаме истата.